Од врвот паднавме на дното. Ако Македонија беше една од најдобрите земји за водење бизнис, сега земјава ја нема никаде во рангирањата на рейтинг агенциите. Во најновата анализа на магазинот Пазари во развој за Југоисточна Европа ги има земјите од регионот, но нас не нема никаде. И покрај тоа што до пред некоја година котиравме високо на рангирањата. На врвот на листата на најдобри градови за водење бизнис во Југоисточна Европа се престолнините на Унгарија, Чешка и Полска. По нив следуваат Љубљана и Братислава, а на листата ја има и Софија, но не и Скопје или некој друг македонски град. Земји со најдобар економски потенцијал за водење бизнис се Грузија, Украина, Молдавија и Романија. Најдобри услови пак за водење на бизнис има во Полска, Литванија, Словачка, потоа во Чешка, Естонија и Словенија. Во категоријата дигитални градови на врвот се наоѓаат соседна Бугарија и Естонија. По нив следуваат Романија, Литванија, Унгарија, Полска па и Србија. Земји со најдобра инфраструктура се Полска, Унгарија и Чешка. По квалитетот на живот прва на листата е Чешка, пошто следуваат Словенија, Полска, Унгарија, Бугарија и Хрватска. Дека Македонија е закотвена на дното покажуваат и последните податоци на Евростат. Тоа значи дека нашата куповна моќ е за 67% помало од куповната моќ на просечниот европјанин. Со други зборови, ако тој има на располагање 100 денари, ние имаме само 43. Ако се споредуваме со просечниот германец кој има куповна моќ од 123% од европскиот просек, тогаш излегува дека сме ние речиси 3 пати посиромашни. Во меѓувреме четвртина од македонските граѓани живеат денеска и не мислат за утре, покажува извештајот на Југоисточна Европа. Тука е измерен степенот на финансиска писменост на населението од регионот. Анкетирани биле граѓаните на нашата држава, потоа на Бугарија, Хрватска, Грузија, Молдавија, Црна Гора и Романија. Тие изјавиле дека се загрижени и дека се пострес за нивната финансиска состојба. Во меѓувреме никако да мрднат кон подобро и странските инвестиции. Според познавачите на состојбите, тоа се должи на лошото менаџирање од страна на владата. Поразителни се и бројките за капиталните инвестиции. Во првите 5 месеци се потрошиле едва 18,5% од планираното за изградба на патишта, училишта и болници. Странските инвестиции пак во првите 3 месеци се на ниво од 137 милиони евра. Сепак целата сума не се однесува на нови вложувања. Дури 86 милиони евра се реинвестирање на добивката на постоечките фабрики.